Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе успееме да го задржиме вашето внимание, се со цел нели да ви информираме за сето она што е поврзано со здравството. Денеска малку ќе говориме за една тема на некој начин е поврзана нормално со здравството, меѓутоа со естетската медицина. Досега ми се чини дека воопшто не сум говорела на оваа тема и така едноставно одлучив зошто да не да проговориме за сето она што е нели што се случува во естетиката, значи кога е моментот на претерување, значи зошто не треба да се претерува, зошто треба да направиме естетски корекции, кога мојот гостин им вели на оние клиенти, пациенти што го посетуваат дека е доволно, дека не треба повеќе да прават корекции, дали постои таков момент и многу други прашања кои што ќе треба да ги разјасниме околу естетската медицина, ќе ги кажеме денес, а мој одговорен соговорник и доктор е доктор Дејан Димитровски, кој што е доктор по естетска медицина. Многу ми е драго што за прв пат ми гостувате и што прв пат ќе говориме за оваа тема во ваш термин. Да, ви благодарам на поканата и спремен сум да одговорам на сите ваши прашања. Бидејќи нели можеби секогаш кога некој гостува, сакаат гледачите да дознаат нешто повеќе за тој доктор, нели? Па би сакала на почеток да ве прашам колку време се занимавате со естетска медицина и каде се сте се образувале, бидејќи чинам дека во денешно време многу е нормално и како да кажам и дерматолозите или дерматовенеролозите да отворат ординација за естетска медицина, па тука дали е во ред тоа, како да работите, јас себе не знам, па ве прашувам. Вака, естетската медицина е релативно нова гранка во медицината, која што се занимава со коригирање на естетски проблеми на луѓето со минимално инвазивни процедури. Така. Ова е гранка која што постојано се развива и реално многу малку постојат законски регулативи за тоа кој може, а кој не може да се занимава со естетска медицина. Значи нема законски регулативи? Се носат закони во Европска унија, сега се донесоа закони во Грција и во цела Европска унија дека може да се занимаваат доктори специјалисти по естетска медицина, пластични хирурзи, дерматолози и евентуално стоматолози. Естетската медицина како нова гранка сега почнува и да се стандардизира на самите универзитети, почнува да се отвараат специјализации за естетска медицина, каде што реално се учи медицина базирана на докази. Она што спонзорираните едукации, кои што се спонзорирани од определена фармацевска куќа, го немаат, бидејќи таму се промовираат нивните производи како најдобри во главном. Овде се учи медицина базирана на докази, каде што докторот врз основа на медицински докази и истражувања може да донесе заклучоци за тоа што би било најдобро за неговиот пациент. Јас имав среќата да бидам примен на една таква постдипломска едукација, која што е моја субспецијализација практично, се работи за Универзитетот Рим, кој што ја има првата ваква специјализација по кредит трансфер системот и е целосно акредитирана и призната во Европа. Се работи за многу сериозна едукација, каде што јас навистина премногу напреднав како доктор по естетска медицина и ја кренав мојата пракса на едно многу повисоко ниво. Така, не ми кажавте каде сте се едуцирали и колку години работите како доктор? Јас се едуцирам цел мој живот. Добро, никогаш во медицината нема... Не, естетската медицина е наука која што постојано прогредира. Фармацевските куќи имаат многу голем профит од самите препарати за естетска медицина, бидејќи се многу скапи и постојано развиваат нови препарати, така да мора постојано да се едуцирате. Се работи за ongoing процес, ништо што нема крај, постојано може да научите нови работи. Јас постојано... Впрочем и можеби во повеќето професии. Па да, реално проблемот на луѓето е кога ќе станат суетни и кои ќе почне да мислат дека све знаат, туку они престануваат да учат и доживуваат крах во своите кариери. Реално треба секогаш да сватиме дека може повеќе да се научи, повеќе да се напредува и на секоја едукација ќе се научи по нешто ново барем што ќе ве направи да бидете подобри, нели? Јас постојано се едуцирам, постојано... Во Белград, меѓутоа, главната едукација би била колку што? Во Белград сега, во Атина, да. Инаку во Истанбул си имам едуцирано, во Техеран, во Иран бев на стручен престој, каде што се многу добри докторите. Исто така, постојано се едуцирам.
И постојано патувам, ако го следите мојот профил, ќе видите дека сум постојано на едукација. Да, тоа го забележав навистина. Затоа и ми оставивте такав впечаток и затоа и ви искомуницирав, ве повикав, бидејќи последно што бевте во Париз, за што се работеше? Па постоеше ИМКАЗ, тоа е една едукација интензивна за анти-ејджинг медицина, каде што е светски конгрес, каде што се представуваат сите фармацевски куќи со своите нови производи, нивни тренери одржуваат едукации за тоа како производите се применуваат, употребуваат. Беше едно интересно искуство каде што беа собрани околу 20.000 доктори од целиот свет кои што се занимаваат со естетска медицина. И секако беше едно интензивно искуство на учење каде што научив многу нови работи, нели? Так. И сега да ми кажете, ми чинам дека скоро 2 години сте во Скопје. Да. Како е кај нас состојбата? Веќе ми се чини дека и кај нас е во подем естетската медицина или естетските корекции, без разлика за што станува збор. Како е вашето сознание од овие 2 години кога сте во Скопје? Искрено да ви кажем, јас сум импресиониран од тоа колкава е побарувачката на пазарот за естетска медицина во Македонија. Луѓето се подвргнуваат многу на естетски интервенции и реално најчесто овие интервенции се добро извидени, така да кога ќе ги сретнете на улица, нели тие луѓе изгледаат добро. Во главном ме прашавте додека се спремавме за интервјуто што станува за оние луѓе што изгледаат изместено, нели? Така, да. Постојат и такви за жал, меѓутоа они се ретки, меѓутоа тие што ги гледате на улици и ги препознавате се баш тие, и ми доаѓаат пациенти кои што ми кажуваат само така да не изгледам или да. Па да, навистина можеме да видиме се што на социјалните мрежи и колку е важно да отидете кај вистинско лице кога сакате да направите естетска корекција, за да не се случи некоја несакана последица. Знаете, сега ќе ви кажем, со ист филер, 6 доктори даваат 6 различни резултати. Точно, затоа реков да знаат каде да за појдат. техниката на докторот и за вкусот на пациентот. Затоа докторите си имаат пред и потоа слики и нели пациентот во зависност од неговите очекувања треба да одбере кај кој доктор ќе оди. Так, и сега да ве прашам што се нудите вие во вашата ординација? Какви естетски корекции? Апсолутно се од областа на естетската медицина. Постојат третмани кои што не ги работам поради тоа што не сметам дека се доволно ефикасни. Во главном пациентите нели доаѓаат за да добијат резултати, меѓутоа сите третмани за кои што мислам дека се ефикасни и кои што даваат добри резултати ги нудиме. Така. Каде има од овие сите естетски интервенции што ги правите најголеми ризици? Во естетска медицина, реално ризиците се многу мали, доколку се применат сите превентивни мерки како не би дошло до појава на ризик. Ние компликации дури и да не гледаме во естетската медицина заради тоа што се минимално инвазивни самите процедури. Сега може да се јават реакции кои што вие не може да ги предвидите, како имунолошки реакции, алергични реакции, или некој сериозен оток после интервенција, кај пациенти склони на крварење, модрици да се јават повеќе. Тоа се работи кои што ние немаме како да ги превенираме, нели, во целост и може да се јават. Меѓутоа посериозни компликации се навистина. Значи овие што ги спомнавте не се сериозни, меѓутоа повремено може да се јават. Во главном поминуваат за некое време и се процес на рехабилитација низ кој што поминува пациентот. Знаете, на пациентите секогаш им кажувам, вие не одите на фризер, се подвргнувате на инвазивна интервенција, очекувано да имате по некоја модрица, можеби оток после самата интервенција кои што поминуваат. Така. Ние имаме едни фотографии од она што вие сте го работеле, па може од режија да ги пуштат, секако и да ги скоментираме, а и нашите гледачи да ги проследат од она што нели е ваша работа секојдневно во вашата ординација. Ова зашто станува збор тука на ова кратко видео? Ова е Атина, ова е мојот практичен испит, сега што го полагав во Атина, кадавирична дисекција, каде што имате пола лице, треба да го дисецирате цело и да ги покажете сите анатомски структури на лицето. Многу е важно докторот по естетска медицина совршено да познава анатомија на лице, како би се избегнале компликации, нели? И да, ова е случај на маж, каде што е направена каква корекција правише? Може само полека додат сликите? Или... Да, full face корекција во правец на разупавување и во правец на подмладување.
Така. Еве го, да? Да, направено е буквално корекција на цело лице, хармонизација на па се лицевите приметува дека структури има промена, и лифтинг на лице нехируршки, со што е постигната маскулинизација на неговото лице, разубавување и подмладување. Добро, ајде следната. Да, ова е пациентка каде што е направен целосен лифтинг на лице со филери. Така, и усните се правени, гледам. Да, така? и усните се работени и ова е резултат И веднаш очите? после интервенција, малку е. Да, ова е пациент кој што има многу изгубено тежина, Килограми, да, баш и прочитав. како резултат на тоа беше многу спаднато лицето. Со нехируршка корекција на неговото лице се постигна ефект на лифтинг и подмладување исто така. Добро. Исто така нехируршка корекција на лице, каде што е направена во правец на разубавување и подмладување. Дали тука се користи и ботокс и Не, ова Не? се Што интервенции значи? веднаш после интервенција и да е ставен ботокс, резултатите на ботоксот се гледаат 7 до 14 дена после самата интервенција. ова е веднаш по Така интервенција. да, ова се пациенти на стол веднаш после интервенција, овде знаете имате и Трети пута. отоци и свашта. Да, значи уште не е реалната да, слика. после 2 недели кога Добро. сето тоа ќе се интегрира и кога ќе се стабилизира, резултатите се далеку подобри од ова што го гледате на фотографиите. така. Меѓутоа ние од ова исто пациент каде што е работена маскулинизација на лице и фейслифт и резултатите се многу добри. Да. Тука Ова ми е се чини пациентка дека- каде што е брадата веројатно хармонизирана за да се постигне хармонизација на лицевите структури. Овде се работи за хипотрофична мандибула. Што се прави на брадата? Се додава волумен Добро. со филери кои Добро. што во За да изгледа малку по Па да, да се по хармонизира, симетрично на да ликот, биде да. симетрична со лицето. Ова е усна, да. Руска усна техника, тие беа многу модерни едно време. Сега во главном пациентите бараат природни усни. Така. Ова се исто усни. Така. Ова е веќе, како да кажам, Ова е некоја понова, нормална ова е корекција, не е некоја понова, претерана. да. Ова е корекција Ова е на нос. корекција на нос, Добро, инаку како ја носевите изгледовте? многу успешно се коригираат со филери. Добро. Тоа се во главном филери кои што имитираат коска после самата апликација, така да изгледа сосема природно резултатот. И со додавање на волумен се коригираат аномалиите на носот, секако доколку е тоа возможно. Така, Постојат така, пациенти кои Кои што што не реално може. имаат индикација за хирургија. Добро, ете, се надевам дека оние гледачи кои што не следат, го ги видоа и фотографиите, да знаат еве доктор Дејан нели како го работи тоа по неговата ординација. Сега докторе, колку треба да бидете вие психолог, бидејќи нели за секоја, како да кажам, докторска работа, треба да бидеш малку и психолог кон пациентот, па колку овде малку повеќе треба да бидеш Ба ние треба психолог. да бидеме многу психолози, Така, заради тоа што многу е важно пациентот да биде психички спремен Така. за самата интервенција. Тоа значи дека докторот мора да му каже се што го очекува во периодот на рехабилитација, за да пациентот не се исплаши доколку евентуално се појави некоја модрица или оток, дека сето тоа е нормално, нели? Така. Пациентот треба да има реалистични очекувања за самата интервенција. Докторот мора да биде брутално искрен и да му каже на пациентот што точно ќе добие. Доколку пациентот нема реалистични очекувања, тој нема да биде и задоволен со самите резултати. Нели? Така. Ние немаме магични стапчиња и нашите интервенции имаат лимитации во однос на резултатите кои што можеме да ги постигнеме. Затоа мораме на пациентот да му кажеме точно колку може со нашата интервенција да се постигне и тој да реши дали сака или не сака да се подвргне на самата интервенција. Така. Се случува вака уште пред да интервенирате да процените психолошки дека некоја личност сака претерано да прави естетски корекции, па не го прифаќате или? Видете, Или на прва прифаќате, па потоа можеби осознавате дека можеби сака да претера и не го правите тоа. постојат пациенти кои што сакаат да изгледаат направени. Добро. Колку ова да звучи лудо, Добро. они сакаат кога направиле интервенција тоа да се познава. Дури да кажем, предходно пред да започнеме с емисијата, ми рековте, луѓето сакаат дури да си го сменат ликот. Да. Значи, тие се спремни да си го сменат собствениот лик со тие естетски, како да кажам, корекции, ајде да ги наречеме претерани, бидејќи нели ако се по не многу нели нагласени, тогаш
ликот на некој начин останува малку изменет, меѓутоа ликот е тој, а ако е претерано, тогаш ликот се менува тотално. Видете, не е прашање дали го менувате ликот тотално или не, едноставно правите она што е најдобро за пациентот, кај некои пациенти потребно е да се смени тотално ликот, заради тоа што имаат индикација за такво нешто. Па тоа велам, ако сакаат. Оние пациенти кои што вие во главном ги гледате по улиците, на кои што веројатно се адресирате моментално, такви цели изместени во лицата, со предимензионирани усни, со предимензионирани, едноставно се многу ретки. Во главном многу луѓе кои што ги среќавате во секојдневниот живот си имаат подвргнато на естетски интервенции, тоа не се познава, изгледа сосема природно и вие не ги приметувате. Меѓутоа кој ќе видите таков некој, во главном ги приметувате нив и мислите дека така изгледаат луѓе кои што направиле естетска интервенција. Тоа е апсолутно неточно. А ви се случило ли некој да ви бара почесто интервенции и да му кажете не, доволно е до ова ниво на кое што сте сега? Да, апсолутно. Постојат интервенции кои што јас, например, не знам да ги изведам. Добро. Кога ми бараат некакви шпицасти бради или не знам, јас стварно не знам како тоа да го направам. И им кажувам дека моите техники и моето знаење тоа не го дозволува, најдобро додат кај доктор кој што тоа веројатно може да го направи. Така. Добро, значи постојат и луѓе кои што можеби бараат некои работи кои што Да, постојат луѓе, видете, ако еден човек не задоволен од својот изглед, многу често доаѓа кај нас и бара да му се изврши интервенција која не е за него. Например, ви доаѓа девојка која што мисли дека проблемот на низиното лице е во низиниот нос. Така. И сега вие треба да ја прашате што очекува да постигне со самата интервенција. Ако очекува да се резубави, или ние сме експерти по естетска медицина, можеме да поставиме диагностика на лицето и да ја кажеме што би ја направило поатрактивно. И сега имате пациенти кои што ќе го прифатат вашиот совет и ќе постапат, нели, ќе продолжат со интервенциите кои што вие им ги сугерирате. Имате пациенти кои што ќе инсистираат да им биде направено тоа што ни го бараат. Така. Добро. Сега кажете ми, од кога веќе ќе се направат овие интервенции што ги гледавме нели на фотографиите, колку време е потребно да закрепне после оваа интервенција, колку време е потребно сето тоа нели да си дојде на место, да си легне на... Видете, јас на моите пациенти им кажувам дека 2 недели се потребни. Што треба да се внимава? 2 недели се потребни за да го видат крајниот резултат на интервенцијата. За жал, ова се интервенции кои што се многу големи, а ние работиме со многу филер за да направиме целосна реконструкција на лицето. И сега пациент кој што ќе прими 1 милилитар филер во уста, знае да отече толку многу, замислите некој што има 20 милилитри и повеќе во лице, очекуваме отоци, им кажуваме дека е тоа сосема нормално, да не се плашат. Тие отоци знаат ортостатски некогаш да паѓаат надоле, например вие да сте ставиле филер во образи пациентите да имаат оток во пределна долна вилица, треба тоа се им го објасните дека е нормално, во главном се транзиторни. После 2 недели сето тоа се повлекува и се доаѓа се на своје место. Се повлекува многу побрзо, меѓутоа јас така песимистички им кажувам дека до 2 недели може да траат, во случај ако има продолжени отоци да не се исплашат. Кои се најчестите заблуди за естетските корекции? Епа тоа дека ќе изгледаат неприродно луѓето, дека кога ќе помине ефектот на филерите ќе изгледаат полошо од што изгледале пред самата интервенција, дека кога ќе помине ефектот на ботоксот ќе изгледаат полошо. Ова се во главном најчестите прашања кои што ги добиваме од пациентите, дали ќе изгледаат полошо кога ќе помине ефектот на самата интервенција. Меѓутоа, дали тоа значи кај кого ќе го направат тоа? Видете, во принцип самите филери прават биоревитализација. И индуцираат создавање на сврзно ткиво околу нив, во поголема или во помала мера. Некои филери тоа го прават повеќе, некои помалку. Така да кога ќе исчезне филерот, пациентот во секој случај ќе изгледа подобро од што изгледал претходно, поради тоа што сме направиле до некој степен биоинженеринг на негово ткиво. Така. А во однос на ботоксот е токсин, кој што знаете, нели предизвикува бактеријата Clostridium tetani, многу сериозна болест. И овој ефект на токсинот ние го користиме да извршиме парализа на мимичките мускули со цел да ги анулираме естетските резултати на прекомерна мимика кои што водат до создавање на брчки. За жал со процесот на старење мимичките мускули стануваат хиперактивни и започнуваат луѓето да вршат
неволни движења на самите мускули, да се мрштат, да ги криваат вигите премногу, да го брчкаат челото. Не знаеме зашто тоа се случува, меѓутоа ние имаме начин како тоа да го превенираме. И сега кога мускулите вие ги држите 6 или повеќе месеци немобилни, значи парализирани, нормално е тие да атрофираат со овој период, така да овие мимики и гестикулации кои што првично биле проблем кај пациентот, ќе бидат помалку изразени кога ќе помине ефектот на ботоксот заради тоа што мускулите се атрофични во однос на тоа што биле претходно. Важни ли се годините за естетска корекција? Или имате пациенти од секоја Имаме пациенти од секоја возраст, годините не се важни, постојат понекогаш контраиндикации поради кои што навистина не можеме да вршиме естетски интервенции, бидејќи како што кажав, најважно е пациентот да остане здрав. После самата интервенција и доколку сметаме дека на било кој начин интервенцијата може да го наруши здравјето на пациентот, ние одбиваме да интервенираме. А кој не смее да практикува? Не постојат апсолутни контраиндикации за овие минимално инвазивни процедури. Порано се смиташе дека автоимуните болести се контраиндикација и дека самата апликација на страно тело може на некој начин да го вознемири имунитетот и да дојде до влошување на симптомите на автоимуните болести. Во денешно време постојат бројни клинички истражувања кои што покажуваат со докази дека не доаѓа до влошување на симптомите на автоимуната болест после апликација на филер или на било кој препарат. Карциномите се сметаше долго време дека може оваа интервенција да предизвика забрзување на лимфната циркулација и како резултат на тоа да дојде до забрзано метастазирање на самите карциноми. За жал не постојат клинички испитувања што ова ќе го потврдат или ќе го исклучат и од таа причина кај пациенти со активни карциноми ние во главном не вршиме интервенции. Можев да забележам дека вршите корекции на градите. Да. Дали тоа сакав да ве прашам, дали може ставате импланти или што конкретно? Со филер го работиме тоа, хиалуронски филери во главном. Со тоа може буквално да се костумизира формата на градата. Немате фабрички имплант кој што ја диктира формата. Само со боцкање. Да, значи можете целосно да ја скулптурирате градата како што вие сакате и како што сака пациентот. Резултатите се многу природни, бидејќи кога филерот ќе се интегрира со самото ткиво, воопшто на никој начин не може да се каже дека е интервенирано на градата и ниту на допир се чувствува, ниту на било кој начин. И резултатите се во целост реверзибилни. Можеме да го отстраниме филерот и да се врати градата во првобитната положба во секое време, да. Добро, значи не е некоја инвазивна, меѓутоа Не, се работи за минимално инвазивна. Пациентите се враќаат на своите дневни активности веднаш после самата интервенција и во главном безбедна е во целост во однос на хирургијата. Кој е најмладиот пациент кој што дошол да направи некоја корекција и што била таа? Корекција на лузна. Корекција на лузна на 6-годишно дете кое што било оперирано, многу лошо сошиено, па некоја лоша лузна. Значи коригирате и тоа го работите? Да, корекции на лузни се дел од естетската медицина и постојат многу начини тоа да се направи. Чисто таткото смиташе дека не е здраво за детето да живее со лузна или да го прашуваат децата кога ќе почне во школа. Знаете, децата знаат лоши да бидат. Така. И од таа причина решивме да ја коригираме лузната и сето тоа излезе многу успешно. Така. Говоревме дека навистина денеска веќе нормално е нели да се зголемат усните, да се додат ботокс, нели јаболчниците да се истакнати, нели оние мани што ги има да се прикријат. Па ме интересира бидејќи многу често можам да забележам млади девојки, навистина многу релативно млади, ја ставаат на устата филери. Да. Има ли потреба на млада девојка да става филери на усни? Знаете како, среќата е индивидуална работа. Добро. Ако еден човек смета дека тоа ќе го направи поубав и ќе го направи посреќен, сметам дека треба да го направи, поради тоа што се иреверзибилни самите интервенции, може да се вратат резултатите назад во секое време. Така. Не мислам дека тоа што се млади треба да ги превенира да направат усни.
Значи се сложувате Меѓутоа, со тоа. ние не интервенираме нели на девојки под 18 години, Така. сем доколку родителот ни даде согласно за тоа. Меѓутоа, во секој случај, доаѓаат и девојки на 18, на 19, на 20 години да прават корекција на устните, така? Да, тоа се чести интервенции. Кои се вака, која годишна возраст е најзастапена, да речеме, кај вас во ординација? Дали повозрастните ние више кога нели ќе почнат брчки да не се јавуваат и така натаму, па веќе сакаме нешто да промениме на својот лик? Знаете како сега ќе ви кажам, јас еднаш кад добив побарување од пациентка која што имаше преку 100 години, 103 мислам дека беше, да направи фейслифт на лице. И јас пробав да разубедам и викам зошто вие господјо сега фейслифт да направиме нешто помалку инвазивно, нели? И она на мене ми кажа, знаете докторе, јас кога се гледам во гледало, тоа што го гледам не сум јас. Вика моето тело старе, јас сум од внатре млада. И јас навистина размислував за тоа. Да кореспондира внатрешното со надворешното. Да, и сватив дека луѓето тоа што го гледаат во гледало не се они со процесот на старење. Знаете, процесот на старење е еден процес на губење на ткиво во лицето, доаѓа до намалување на коскините структури, на мускулите, на масното ткиво, кожата губи еластин и колаген во себе, така да и таа се развлекува. Едноставно кожата што го обвиткува лицето е преголема за да обвитка едно намалено лице како резултат на тие регресивни процеси и почнува да паѓа лицето надоле. И луѓето одеднаш почнуваат да изгледаат изморени, почнуваат да изгледаат стари, почнуваат да изгледаат грдо, заради тоа што се губат самите структури на лицето кои што не прават да бидеме убави. Така. И едноставно луѓето кои што биле убави целиот свој живот, оваа промена во главном не може да ја прифатат и сакаат повторно да бидат убави и се подвргнуваат на ваков тип на интервенции и навистина сето тоа има многу позитивен ефект на начинот на кој што тие се доживуваат, на нивното ментално здравје, на самодовербата, сето тоа влече нели да имат и подобри односи со другите луѓе и мислам дека овие интервенции се здрави. Така да ви одговорам на прашањето, во главном луѓе после 40-та година се тие кои што се подвргнуваат на интервенции на подмладување, интервенции на хармонизација на лице, кои што ние го викаме контурирање на лице, се нешто што го прават и помлади луѓе со цел да изгледаат поубаво. И устните, кои што вие ги спомнавте, знаат многу млади девојки да ги прават. Дали мажите и жените исто имаат интерес за корекции? Да? Да. Некако порано беше тоа својствено само за жените, меѓутоа гледам дека еве и од фотографиите можеме да забележиме дека и мажите веќе сакаат да изгледаат поубаво и да си коригираат нешто на својот лик. Апсолутно. Постојат многу мажи кои што се подвргнуваат на истински интервенции, не знам од која причина во Македонија се уште постои голема предрасуда за тоа. И во главно мажите ни дозволуваат да ги објавиме дека направиле било каква истинска интервенција, меѓутоа во мојата ординација мажи према жени во принцип 1:1 со односот. Мажите во главном Што најчесто прават мажите, а што жените? Мажите прават маскулинизација на лице. Добро. Во правец на зголемување на брада, помажествена брада, посилен джоулайн кој што ги прави поубави, поатрактивни, корекции на носеви прават, ставаат ботокс често. И коригираат подочњаци, лифтинзи на лице прават, третмани за косопаст правиме многу често кај мажи, поради тоа што губење на косата знае да предизвика многу сериозен комплекс кај мажите. Тоа се во главном интервенции кои што мажите ги прават, исто така имате мажи кои што се обседнуваат со своите тела и прават интервенции за корекции на тела, например скулптурирање на стомачни мускули, скулптурирање на гради, апсолутно, и резултатите се многу добри. Генитални корекции знаат мажи да прават во смисла на зголемување на пенис. Тоа се чести побарувања од машките клиенти. И тоа го работите? Да, апсолутно, работам се. Значи, навистина голем спектар на понуди имате во вашата ординација. Сега мислев нешто да ве прашам, че ќе ми се врати мислата. Ајде вака сега, можеби ќе ми текне малку подоцна.
Кога станува збор за естетската медицина, кажавте дека постојано се надоградувате, последно бевте во Париз, кажавте дека сте на специјализација во Атина. Колку сметате дека сите оние кои што сакаат да работат оваа работа, дека постојано мора да ги следат овие нови трендови, се со цел нели да бидат услугите на едно квалитетно ниво? Видете, нашите пациенти навистина го заслужуваат најдоброто од нас. И ние мораме да им го дадеме најдоброто. Техниките кои што ние сме ги научиле пред 20 години се сега многу различни. Постојано еволуираат. Еве, например, јас мислев дека немам што повеќе да научам за ботокс. На мојата специализација во Атина, моите техники за апликација на ботокс целосно се сменија. Заради тоа што разбирањата на лицевата мускулатура и на ефектите на ботоксот после волку години клиничко искуство се различни од тоа што биле пред 20 години, нели кога јас сум учел ботокс. Така да морате постојано да се надоградувате дури и во области за кои што сметате дека све знаете, бидејќи секогаш нешто ново се измислува и секогаш може да научите повеќе. Така, сами текна што сакам да прашам. Бидејќи нели цело време говориме за аплицирање некоја, за нели некоја корекција, дали имате некои третмани без да аплицирате некои нели инjekции? Мислите неинвазивни? Така, неинвазивни некои третмани, а кои што можат, например, да го подмладат лицето или да направат некое подобрување на изгледот. Секако дека имаме. Имаме биоревитализација без игла, што значи тоа? PRX, тоа е третманот кој што го работиме, тоа е хемиски пилинг, кој што сем што врши хемиско оштетување на површината на кожата, која што нели подосна ќе се олупи, врши и ги стимулира и самите фибробласти да се создава колаген и еластин во кожата, како резултат на што пациентот ќе има ефект на биоревитализација, на разубавување на тенот. Да информираме гледачите дека постојат и такви методи, дека не мора секој. Постојат лазерски третмани со кои што може да се предизвика ефект на подмладување, например, разубавување или зависно од тоа што бара пациентот. Тоа може да се проба. Да, кои што се неинвазивни, постојат например неинвазивни радиофреквентни лифтинзи на лице, каде што без игли, значи постои инвазивна радиофреквенција, тоа е Морфеус 8, и постојат неинвазивни радиобранови, каде што без оштетување на интегритетот на кожата се загрева самото лице, мислам кожата се загрева, и како резултат на ова загревање доаѓа до стимулација на фибробластите да се создаде колаген и еластин, како резултат на што се добива ефект на подмладување. Така. Јас себе лично подобро повеќе би била за овие неинвазивни корекции, меѓутоа ќе видиме кои што бараат неинвазивни интервенции. Затоа ве прашав, бидејќи нели не секој сака да стави нели ботокс или филери, можеби некој сака и ваква некој третман ваков кој што ќе им помогне да изгледаат побаво. Сега интересно е ова, како при крај сме веќе, меѓутоа сакам и ова да го напоменеме, имавте поставено една слика како примате некоја инфузија. Зашто се работи и што може се тоа да ни направи нас во организмот? Имаше еден интересен текст, ајде ќе го оставам вас да го кажете. Еве вака, инфузиите за подмладување се светски хит. Они буквално се нешто што се работи во светот многу. Јас ги донесов во Македонија и ве гледаме некои други клиники почнале да ги работат. Се работи за во главно мега високи дози на витамини. Добро, се тоа витамини да информираме тоа. Не, што друго има? Многу високи дози на витамини кои што ударно се даваат. Се дава глутатион. Глутатионот што прави тој? Елемент кој што ги инхибира меланоцитите да создаваат меланин, како резултат на што доаѓа до осветлување на кожата, уедначување на тенот, значи сите оние хиперпигментации се уништуваат. И глутатионот делува на хепарот, при што врши стимулација на хепатоцитите да вршат посилна детоксификација, како резултат на што се постигнува ефект на детоксификација. Исто така тие имаат и тироична киселина, тоа е нешто ново во медицината, кое што влегува во клетките, на ниво на клетка врши подмладување. Ова подмладување ние го гледаме како резултат во кожата, меѓутоа истото тоа се случува во сите клетки на телото.
телото, значи буквално во сите органи внатрешни, и пациентите се чувствуваат многу убаво после тоа. Самите инфузии се така дизајнирани да вршат неутрализација целосна на слободните радикали во телото, како резултат на што ги нема тие слободни радикали кои што нели се обвинуваат за многу состојби патолошки во самото тело, и исто така вршат балансирање на pH средината во смисла на неутрализација. Тоа е нешто корисно во секој случај за целиот организам. Јас ќе ви кажам, бив многу скептичен, додека самиот Како се чувствувавте кога ја примивте инфузијата? Леле, многу убаво. Почнав да чувствувам чувство на пепирутки во цел стомак и гради. Дали добивте повеќе енергија? Да, се чувствував многу изморен. Јас многу работам, сум воркохолик и работам од сабајле до вечер, а кога не работам постојано нешто учам, нели се едуцирам во област на естетска медицина и се чувствував многу изморен. Навистина се чувствував многу изморен и со самата инфузија, после првата инфузија, уморот исчезна. Почнав да се чувствувам без никакви знаци на умор. Тоа беа првите знаци. Исто така, јас примив веќе 5 инфузии, кои што ни се препорачани 5 до 10 да се примат. Јас не мислам дека имам повеќе потреба да ги примам, меѓутоа бенефитите кои што ги добив се навистина преголеми. Интересно, истото тоа го гледаме со пациентите во нашата пракса, кои што буквално имаат бенефити на многу полиња во однос на здравието, не само на естетиката и на значи затоа кажав буквално влијание на цел организам. Вака како за крај само што би порачале на нашите гледачи, доколку сакаат да направат некоја естетска корекција, што е најважно за да имаат добар резултат? Видете, многу е важно пациентот да има реалистично очекување за тоа што ќе добие од самата интервенција. Исто така да си го сватат тоа како психотерапија. Едноставно, ако некој дел од нивното тело им смета да се чувствуваат убави, им ја нарушува самодовербата, во такви случаи навистина е здраво да направат естетска интервенција. Меѓутоа, треба внимателно да се одберат пациентите, заради тоа што пациенти кои што имаат било каква дисморфија на тело, односно не се задоволни со начинот како изгледаат, со било каква интервенција нема да го решат самиот проблем. Нивниот проблем е од друга природа и треба на друг начин да се решава. Доктор Дејан, јас ти благодарам многу за денес. Мислам дека навистина имавме еден интересен разговор. Доставивме многу информации во однос на естетските корекции до нашите гледачи, па доколку некој оној што ќе не следи, доколку сака да стапи во комуникација со доктор Дејан, ќе може да ни се јави во нашата телевизија, ние ќе му дадеме контакт број и секако ќе може да се сретне со него за било што и да се работи од сето ова што го говоревме, а навистина има доста работи кои што ги правите во ординацијата. Ви благодарам уште еднаш многу. Јас ви благодарам на поканата и на вашето време. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние ќе се видиме повторно за 7 дена во исто време.